Добро утро, колеги, до вас. Токму така, денешното прво на лице место го започнуваме со оваа тема, односно со употребата на антибиотици. Имено периодов, освен тоа што имаме навистина голем замав во однос на грипот, вирусните инфекции, исто така на некој начин зема замав и бактериските инфекции. Кога најчесто се користат самите антибиотици, како действуваат и дали во овој период доаѓаат пациенти на кои најмногу им се препишуваат антибиотици? Ово утро слушаме од мојата денешна гостинка, доктор Анкица Станоевска. Добро утро и добро дојдовте повторно во утринската на Телма. Добро утро до вашите гледачи, секогаш сте со актуелни теми, па еве и за оваа сезона, значи за жал многу препишани антибиотици, убаво кажавте. Нашата најголема борба во амбулантите е токму тоа да не препишеме антибиотик, затоа што би рекла поделеност така и пациентите не радува што во последно време се поголем е бројот на пациентите кои што велат мора ли антибиотик дури и кога треба, така да тоа е многу важно затоа што расте свеста од штетноста на антибиотикот. Посебно кај вирусните инфекции, значи воопшто не треба да се зима антибиотик. Антибиотикот е само за бактериски инфекции, тоа го нагласуваме и ние и вие во вашите прилози, затоа што антибиотикот за жал нели ќе уништи и сапрофитната флора која што постои. Дури да имате бактерија во носот, може да не се разболите ако вашата сапрофитна флора се функционира добро, односно тоа се нормални или така наречени добри бактерии кои што функционираат во нашиот организам и кои што го представуваат всушност нашиот одбранбен систем и имунитет. Некогаш кога при вирусна инфекција ќе земете антибиотика не е потребно, всушност ја ништите таа сапрофитна флора, а со самото тоа ги комплицирате и онака во моментот од брамбените намалени способности на организмот. Токму поради тоа апел до нашите пациенти и вашите гледачи да не зимаат антибиотик на своја рака, секогаш да се посоветуваат со доктор, кој што доколку е потребно ќе направи одредени доиследувања како што се брисот нос и грло, би направил и пнеумослајд или сосема нормално уринокултура доколку е потребно, но во овој период еве доминира грипозната инфекција, односно инфлуенца А, каде што навистина симптомите се доста драматични, почнуваат со една висока температура, пациентот има грозници, трески, студенило, артралги, мијалги, односно болки по зглобови, по коски, така да речам го легнува пациентот, значи уште во првите часови од инфекцијата, но кај овие потешки вирусни инфекции опаѓа имунитетот и во тој момент оние бактерии кои што всушност ги имате во грлото и кои што ги имате во носот, а претходно не предизвикале инфекција, сега се комплицираат и доминира бактериска инфекција покрај тоа што инфекцијата почнала како вирусна. Токму поради тоа и она прашање кај нашите пациенти, па нели е грип, нели зошто антибиотик? Значи антибиотик се дава само доколку вирусната се искомплицира со бактериска инфекција. Тука ни служат резултатите, нашите испитувања, односно крвните слики, леукоцитите, седиментациите, ЦРП, сите знаци на инфекција во лабораториските анализи и секако анализите од бриз, но не може кај сите пациенти да ги направите овие анализи. Значи на матичниот доктор му е сосема доволно преглед за да утврди дали се работи за бактериска или вирусна инфекција, така да доста често голем дел од нашите пациенти се без овие лабораториски анализи, а со терапија онаму кај што треба. Напоменавте за штетноста од употребата на антибиотици, доколку не е потребно да ги пиеме, но дали може да има дополнителни контраефекти доколку треба да ги пиеме и не е потребно да се појават такви контраефекти? Така. Голем дел од антибиотиците, за жал, нели, би рекла, освен пеницилините и цефалоспорините, не се излачуваат комплетно од организмот, тоа се кинолоните, тетрациклините, кои што остануваат во организмот, се депонираат во ткивата и дури представуваат и токсичен отпад во нашиот организам. Токму поради тоа лек на избор кај голем број на инфекции, би рекла, долно и горно респираторни, се пеницилините и цефалоспорините, но не секаде тие делуваат. Кај некои бактериски инфекции е потребно да се препише сосема друга група на антибиотик и токму поради тоа кај овие потешки инфекции се прават исследувања како не би биле препишани нели лекови кои што се токсични за организмот, а во моментот можеби не се потребни. Сепак медицината е базирана на докази и токму поради тоа ги правиме овие лабораториски исследувања. Може да дојде до оштетување на јетрата, до оштетување на бубрезите, до зголемување на трансаминази,
паразите од јетрата, затоа што поголем дел се метаболизираат преку јетрата и при тоа тоа да доведе до еден хроничен хепатит, односно едно хронично лизиохепатис, каде што потоа е потребно да ја детоксицираме таа јетра и да ја лечиме понатаму. При употребата на антибиотик постојано кажуваме да се зима пробиотик, затоа што се ништи и цревната флора, која што е многу важна за функција на дигестивниот систем и за имуниот систем, како кај возрастните, но посебно би стакнала кај децата. Тоа го представува всушност имуниот систем кај децата и токму поради тоа многу внимание за употреба на антибиотик кај дечињата. Меѓутоа, кога веќе и ќе мора обавезно зимање на пробиотик, нешто што е многу важно, пробиотикот не треба да се земе во исто време со антибиотикот, секогаш кажуваме, нагласуваме, нашите пациенти се веќе едуцирани и знаат, дека треба да се земе барем 2 часа во различно време од антибиотикот, а доста често ние велиме ако го земете антибиотикот наутро, значи пробиотикот да се земе навечер, како би можела да се обнови цревната флора и да не дојде до оштетување. Токму тоа сакав да ве прашам при самиот крај за пробиотиците, таа употреба правилна на антибиотик и пробиотик комбинација, но си убаво си објаснивте. Ви благодарам многу што не пречекавте овде и што имавме можност да дадеме некои совети на нашите гледачи. Благодарам и на вас. Се надевам дека овие совети се добродојдени, се разбира од мојата денешна гостинка, доктор Анкица Стануевска, на тема употреба на антибиотици, но и правилна употреба на онаа комбинација на антибиотици и пробиотици.